Во општата болница доктор Ферид Мурад во Гостивар се прават напори за модернизирање на услугите за пациентите. Повеќе одделенија периодов ќе бидат снабдени со нова современа апаратура и опрема, обезбедени преку проекти и донации. Значи, во моментов во болницата ни се доставени ехо апарат во вредност од околу 50.000 евра, кој е софистициран, модерен, значи ќе биде инсталиран најверојатно кон крајот на неделата ќе дојдат значи техничарите за да го инсталираат. Со него добивме и 2 респиратори за нашите потреби. Исто така во петок пристигнати и апаратот, така значи промовираниот уште пред неколку месеци дигиталниот рентген апарат, донација од јапонската амбасада и јапонската влада. Болничката управа работи на подобрување на условите и во операционите сали, за каде се набавуваат нови инструменти и опрема за хируршките тимови. Подновување ќе има и во одделот за уво, грло, нос. Имаме, значи во тек имаме сега снабдување на операционата сала со васкуларни, значи инструменти. Со доаѓањето на новите специјализанти или специјалисти од дерматовенерологијата, тие направија барање, покренети се постапките за снабдување со апаратура за нивни потреби, така што ќе се зголеми и капацитетот и можноста за пружење на дерматовенеролошките интервенции. Исто така, значи, го снабдуваме во теке, завршена е постапката, чекаме само достава на апаратурата и во ОРЛ одделението, почнувајќи од ехо на синуси, стробоскопи и така натаму, затоа што таму има веќе нови специјалисти и тие се, значи, барања нивни, а со сето тоа, значи, кој е поднесол барање, тоа е доставено од кај нас, обработено и постапките се завршени, така што во скоро време и таму ќе биде снабдено со апаратура за поусавршени интервенции во смисол на орал интервенции. Периодов актуелни се и постапките за испраќање на лекари на специјализација. Се работи за десетина доктори, на чие место пак ќе се отворат огласи за ангажирање на нов кадар. Како што појаснуваат од Гостиварската болница, специјализациите минатата година поради пандемијата биле прекинати, но сега тој процес повторно е овозможен. Установата исто така предвидува вработување и на немедицински персонал.